Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме глава 24 од книгата Изреки. Доколку имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите на тоа место и да читате заедно со мене. Тоа ќе ви помогне подобро да го запомните материјалот што ќе го проучуваме денес. Пред да почнеме со читање, сакам само да ве потсетам дека овие изреки се еден вид морален компас кој ни помага да чекориме по Божиот пат додека сме тука на земјата. Почнуваме со читање. Слушнете што пишува во првиот стих. Не завидувај им на лошите луѓе и не посакувај да бидеш со нив, зашто срцето нивно насилство намислува и устите нивни за лошо зборуваат. Оваа мудрост ја сретнавме и во некоја од претходните глави, но причината зошто е повторно запишана е бидејќи Бог сака да ја нагласи за нас. Тоа е еден вид правило во книгата Изреки. Ако една тема се отвара и обработува често, значи дека треба да обрнеме особено внимание на истата. Такви теми во книгата Изреки се и гордоста, зборовите, безумноста и друго. Некаде на почетокот од ова проучување посветено на книгата Изреки, спомнав дека во оваа книга ќе најдете барем по една изрека која многу добро ги опишува дел од главните ликови во Библијата. Првите два стиха од глава 24 ме потсеќаат на авторот на Псалм 73. Авторот на таа песна не е Давид, туку Асав, кој директно признава дека им завидува на грешниците. Во Псалм 73:3 пишува: Зашто им позавидев на беззаконниците, гледајќи го напредокот на грешниците. Безбожните не само што се богатеа, туку и немаат толку многу проблеми како другите луѓе. За нештата да бидат уште почудни, тие беа луѓе кои хулат на Бог. Ја креваат устата против небото, а јазикот нивен ја обиколува земјата. На Асав воопшто не му беше сеедно за тоа. Моje лично убедување е дека и вам не ви е сеедно тоа што безбожните напредуваат. И мене ми е криво за тоа. Се сеќавам дека кога бев тинејџер, многу ми беше тешко да разберам зошто сум сиромашен и треба да одам секој ден на работа, иако имав само 14 години. Сакав да одам на училиште како другите врсници. Некои од нив не беа доволно паметни за да одат на училиште, а сепак имаа услови да го прават тоа. Во главата имав многу прашање. Но Изреки 24:1 вели: Не завидувај им на лошите луѓе и не посакувај да бидеш со нив. Зошто? Бидејќи доаѓа судниот ден. Асав вели: Се додека не влегов во Божјото светилиште и не го разбрав нивниот крај. Еден ден Бог ќе се справи со безбожниците, во тоа можете да бидете сигурни. Според вашиот и мојот стандард, во овој свет има многу неправда. Но знаете ли дека не можеме да го промениме тоа? Јас сум дел од генерација на луѓе кои протестираа против се што не им се допаѓаше и сметаа дека треба да се промени. Сега, кога ќе погледнам наназад, сваќам дека не сме направиле некоја голема промена преку нашите протести. Протестите не можат да решат ништо, бидејќи главниот проблем е срцето на човекот. Само Бог може да го промени срцето на човекот. Мислам дека е исклучително важно да сватиме која е нашата улога во општеството и да живееме согласно. Бог ме поставил на одредено место и со одредена цел која треба да ја исполнам. Знам дека околу мене има многу богати луѓе кои се грешни и изопачени и не можам да сватам зошто тие имаат толку пари. Ако и вие се чувствувате така, нема ништо лошо да му го признаете тоа на Бог. Асав го стори тоа. Низ годините и јас сум ги споделувал тие мисли со Бог, бидејќи таа реалност ми изгледаше нефер. Во сето тоа, важно е да имаме наум дека Бог е судијата и дека тој ќе се справи со безбожниците. Библијата е полна со примери во кои безбожни луѓе завршуваат многу трагично во животот. Земете го за пример Каин, синот на Адам и Ева, кој направи големо зло и до крајот на животот патеше поради тоа. Бог вети дека ќе го казни злото и можеме да бидеме сигурни дека без разлика дали и колку безбожниците напредуваат тука на земјата, сепак доаѓа ден кога ќе се соочат со Божиот суд. Продолжуваме со читање. Забележете што пишува во следните два стиха.
Со мудрост куќа се изградува и со разум се зацврстува, а со умешност нејзините простории се исполнуваат со секакви скапоценности и добра. Ова е прекрасен приказ на она кон кое сме повикани ние христијаните. Треба да се однесуваме како човекот кој гради куќа и со умешност ги исполнува нејзините простории со скапоценности и добра. Предпоставувам сите вие уживате кога ќе влезете во дом полн со убав мемел и кој е добро уреден. На ист начин, ние треба да ги уредуваме нашите животи со мудрост и знаење. Тоа се духовните скапоценности и добра кон кои треба да ги насочиме нашите срца. Како што мудриот човек ја гради и уредува куќата, така ние треба да ги градиме и уредуваме нашите животи со помош на Божиот збор. Тоа треба да го правиме и со нашите домови. Не само да ги полниме со намештај, туку и да ги исполниме со вера, љубов и почит. Пред некое време бев во Јужна Америка и таму имав прилика да поминам неколку денови со една мисионерка која работеше помеѓу сиромашни луѓе. Кога бев да ги посетам, забележав дека голем дел од нив живеат во бедни живеалишта кои не беа цврсти градби. Некои од нив беа направени од стари табли или картони. Кога влеговме внатре, во некој од нив немаше каде да седнеме, моравме или да стоиме, или да седиме на земја. Не само тоа, туку луѓето немаа ни кревети. Ставаа на земјата по некое парче облека или ќебе и спиеа врз тоа. Исто така немаа ни кујни, туку готвеа надвор под отворено небо. Таквата гледка длабоко ме погоди и ме замисли за состојбата во која ние живееме, кои имаме далеку подобри услови. Мисионерката што ме одведе на тие места служеше таму долги години и затоа беше веќе навикната на тоа. За жал познавам голем број христијани кои треба да ги полнат своите домови со духовни богатства, а сепак не го прават тоа. Наместо да дозволат благословите од Божиот збор да се преливаат во нивните домови. Од духовна гледна точка, тие живеат како луѓето кои ги посети во Јужна Америка. Нивните домови можат да се распаднат во секој момент. Не се стабилни, празни се. Пред некое време разговарав со група проповедници и сите се согласивме дека најголемата трагедија во црквата денес се оние луѓе кои се нарекуваат верници, а не живеат според Божиот збор или не знаат какви ветувања има за нив во Словото. Нивните домови можеби се средени, со убав и скап мебел, но им недостасуваат духовните богатства. Стихови 5 и 6. Мудриот човек е силен, а разумниот ја зацврстува силата своја. Затоа со обмислување се води војна, а успех ќе има со многу советување. Мудроста не советува да водиме војна откако ќе обмислиме тактиката и откако ќе се советуваме со вистинските луѓе кои ќе ни помогнат. Овие зборови не се однесуваат само на војните, туку и на важните и големи одлуки кои ги носиме од време на време. Знаете кои ви се најдобрите советници за тоа? Луѓето кои ја напишале Библијата. Ако сакате да носите мудри одлуки во животот, читајте ги Мојсей, Исус Навин, Самуил, Давид, Михеј, Захарија, Матеј, Павле и други. Тие ќе ви помогнат да го спознаете Бог подобро, а со тоа ќе ја спознаете и неговата волја. Немојте да ја отварате и читате Библијата само кога ќе ви згусти во животот, туку читајте ја секојдневно, за да растете во познавањето на нејзината содржина. Стих 10. Ако во злочест ден си се покажал слаб, скудна ти е силата. Злочестите денови многу добро покажуваат од што сме направени ние луѓето и колку сме силни. Мудроста вели, можеш да се фалиш со својата сила колку сакаш. Можеш да велиш дека имаш вера и дека си храбар. Но Бог ќе ја испита твојата вера, сила и храброст. Начинот на кој ќе го направи тоа е така што ќе дозволи да се соочиш со одредено искушение. Во такви моменти ќе се види дали и колку си силен. Бог не гради како личности тогаш кога се соочуваме со стрес, неволји, проблеми и потешкотии. Тоа се моменти кога нашата вера е ставена на тест, и ако ги поминеме тие тестови, Бог ќе ги ползува за да го гради нашиот карактер. Искушенијата не само што ја проверуваат нашата вера, но можат и да ја зацврстат.
За мене е големо охрабрување тоа што некои од побожните личности од Библијата не се покажале многу храбри во тој злочест ден, бидејќи и јас сум бил таков во одредени моменти. Кога ги читам тие стихови, повторно се подсетувам дека и тие биле луѓе, исто како и јас. Земете го за пример Илија, кој се уплаши дека ќе го изгуби животот, веднаш откако извојува голема победа против лажните пророци и свештеници на планината Кармел. Отиде во пустината и почна да го моли Господ да му го одземе животот пред Језавела да го стори тоа. Стихови 11 и 12. Спасувај ги оние што ги водат на смрт и поштеди ги оние кои уплашени одат кон губилиштето. Ако кажеш, ете, ние не го знаевме тоа, а оној кој ги испитува срцата, зар не знае? Оној кој бдее над душата твоја, го знае тоа и ќе му даде на човекот според делата негови. Има луѓе на кои можете и треба да им помогнете. Секојдневно се сретнувате со личности кои се упатени кон патот на смртта. Луѓе на кои можете и треба да им сведочите за Божјата добрина, љубов и простување. Неодамна разговарав со еден човек кој се чувствуваше виновен за самоубиството на блиска личност. Тој ми рече, знаев дека требаше нешто да сторам, можеби ќе го спречев тоа самоубиство. Вистина е дека некогаш Бог не поттикнува да разговараме со некои луѓе, а ние не сме послушни на тој поттик. Му реков на мојот соговорник, се што можеш да направиш сега е да разговараш со Бог, да се покаеш за тоа што не си бил послушен на неговиот поттик, но и да побараш од него сила за да продолжиш напред во животот. Сигурен сум дека тој ќе ти помогне. Се надевам дека мојот совет му помогна и дека ме послуша. Забележете што пишува во стих 16. Зашто 7 пати ќе падне праведникот и пак ќе стане, а падне ли нечесен, тој изнемоштува во злото. Бројот 7 е символ за потполност. Мислам дека во овој контекст значи нешто што се случува постојано. Познавате ли некој кој паѓа, но сепак станува и продолжува да оди напред? Еден таков пример е апостолот Петар. Стихот исто така вели дека кога нечесниот паѓа, тој изнемоштува во злото. Токму тоа се случи со Јуда Искариотски. Двајцата поминаа речиси 3 години со Исус, двајцата беа апостоли, но едниот беше праведен, а другиот нечесен. Како што можете да забележите во Евангелијата, апостол Петар беше човек кој постојано паѓаше. Кога Исус го повика да оди по вода, тој тргна, но набргу потона во водата бидејќи се исплаши. Во моментот кога го тргна погледот од Исус и кога ги виде брановите, неговата вера ослабе и тој потона. Тоа не беше единствениот пат кога Петар падна. Ноќта кога Господ Исус беше уапсен, Петар 3 пати се одрече од него. Има и други случаи во кои Петар доживеа духовен пад, но по Божја милост, тој стануваше и продолжуваше напред. Пред многу години, кога бев пастор на една црква, ми пријде еден човек и ми рече, толку пати сум паднал во животот што ми е срам да разговарам со Господ и да му кажам дека сакам да се обидам пак да го следам. Му реков, може би тебе ти е срам, но Господ не се срами од тебе. Тој сака да разговараш со него и да се обидеш повторно. Ми одговори, што мислиш, колку пати му е дозволено на човек да падне и повторно да застане на нозе? Му реков, не знам, ама можам да ти кажам дека јас сум паднал илјадници пати и се уште станувам бидејќи барам милост и помош од него. Кога ќе паднете и ќе направите некаков греф, најважно е да запомните дека во секое време можете да дојдете кај вашиот небесен татко и да побарате милост. Навистина е прекрасно да се има таков татко. Стих 17. Немој да се радуваш кога непријателот твој ќе падне и срцето твое да не се весели кога тој ќе се сопне. Знаете, кога ќе слушнете дека му се случило нешто лошо на некој кој не можете да го поднесете, ќе бидете во искушение да си помислите, така му треба. Баш ми е мило што тоа му се случи. Таквите зли мисли произлегуваат од нашата грешна природа. Но Бог вели, немој да се радуваш на такви вести. Зошто? Инаку, Господ ќе види, и тоа пред очите негови нема да биде угодно, и тој ќе го оттргне гневот свој од него. Ако се ситиш на несреќата на непријателот,
Бог во својата премудрост може да одлучи да го тргне од него гневот свој. Немојте да се радувате кога ги гледате вашите непријатели како страдаат. Наместо тоа, молете се за нив. Стих 19. Не лути им се на зломислениците и не завидува им на безбожниците. Предпоставувам ке се сетите, но првиот стих од оваа глава е многу сличен со стихот кој што туку го прочитавме. Да ве подсетам, причината зошто некои идеи се повторуваат во оваа книга е тоа што Бог ги смета за особено важни. Истото се однесува и за останатиот дел од Светото писмо. Земете го за пример чудото во кое Господ Исус нахрани над 5000 луѓе. Тоа чудо е запишано во сите 4 евангелија. И интересно е дека секој од евангелистите го опишува од поинаква перспектива, збогатувајќи го нашето искуство со по некој детал кој другите евангелисти го изоставиле. Стих 23. Кажано е од мудрите: не е добро во судот да има пристрасност. Една од најголемите потреби во нашата држава е во институциите да имаме луѓе кои нема да бидат пристрасни, а ќе ја сакаат правдата и честноста. Се надевам дека ќе дојдат такви денови, кога властите добро ќе си ја вршат работата. Стих 24. Кој му вели на виновниот: прав си, него народите ќе го проколнуваат, него племињата ќе го мразат. Овој стих е тесно поврзан со претходниот, бидејќи зборува за правосудието. За жал, истиот е еден вид опис на правосудието во нашата држава. Виновните многу често се излекуваат и не се казнувани. Стих 29. Не вели: како ми направи тој мене, така и јас ќе му направам нему. Ќе му се одмаздам за навредата што ми ја нанесе. Да ве подсетам на зборовите на апостолот Павле запишани во Римјаните 12:19. Не одмаздувајте се, бидејќи Бог вели: одмаздата е моја. Тоа е важно да го имате на ум. Стихови 33 и 34. Малку ќе поспиеш, малку ќе задремеш, малку со скрстени раце ќе полежиш, и сиромаштијата ќе ти дојде како брзоодец, и немаштијата твоја, како вооружен човек. Мрзеливоста е еден од најголемите хендикепи во животот. Ако сакате да живеете според Божјата волја и мудростите запишани во книгата Изреки, ќе мора да се борите против мрзеливоста. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Ви благодарам за вниманието. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.